Утрово, благодарение на нашата гостинка, ќе споделиме една искуство кое што таа го доживеала, се работи за соочување со најлошата болест, а потоа и излекување од истата. Честитки, Наташа Пушова, добро утро во нашата студија. Добро утро. Ајде да почнеме од почеток, иако навистина не знам од каде да почнам на оваа неверојатна животна приказна, која што ти се случила тебе. Да почнеме од оној момент во кој што дознаваш за болеста. Па фактички јас и не дознав за болест. Значи јас само чувствував јаки болки, одев од врата на врата, нигде не ми најдоа дека јас боледувам од канцер. Значи после сите испитувања, после сите отворени врати, никој не ми кажа дека јас имам канцер. Значи, ти имаше болки? Да. Имав многу јаки болки што не можев да ги смирам никако. Значи имаше моменти кога се мавав со грбот во зид од јака болка да прекине болката. Пиеше и аналгетици и се? Значи тронадони, се. На крај завршив под морфиум, така да ми се смират болките за да отидам, да речам, пак на своја рака на операција, пошто во државна не сакаа да ме оперират, пошто не знаеа што е. Отидов во Ремедика, благодарение на директорот и најдобриот хирург Андреј Арсовски, ме оперираше и со многу, значи, минимални шанси, па месец до 3 месеци живот. Да објасниме, да, бидејќи спомна дека болките во грбот биле неподносливи, затоа што всушност таму се појавил карциномот на прво место, на коските, на ребрата од задната страна, лимфни жлезди, кои што правеле страшен проблем и неподносливи болки. Кај нас во нашето државно здравство не сакале воопшто да те оперираат, затоа што не можеле да го диагностицираат овој карцином, кој што па зацкрија некако како на крајот и подмукло, за во приватната болница Ремедика да решат да отворат и да ти соопштат дека ти останува многу малку до крајот на живот. Првото мислење беше сарком, второто беше Ноу-Хоџкин лимфом. Така, тоа се типови на канцер? Типови на канцер, да, и кога се случи се тоа, му благодарам на пријателот што ми го донесе лекот, што ми го кажа лекот со варовата вода. Он е потекло од Турција. Значи, баба му таму лечела со варовата вода и јас одбивав се да пијам после операција и да е, че буквално живеев месец дена само со вода. И ми рекоа, пите ја варовата вода, значи, ако ја пиеш, јас се гарантирам дека ќе се подоправиш. Значи, така ја почнав варовата вода. Сестра ми сакаше да ме однесе на хемотерапија, пошто сакаше на секој начин да проба за да ми го продолжи животот нормално. Пробав и на хемотерапија да одам напоредно и ја пие варовата вода напоредно. Значи за само неколку хемотерапии ме викна мојот доктор на хематологија да ме праша дали нешто пијам на своја рака, пошто нешто чудно се случува. И јас му реков не, пошто малце се плашев од него, не малце таков човек со карактер. Се плашев да му кажам, пошто медицинарите обично не прифаќаат алтернативни бабини лекови. Решив да кажам откако нешто ќе видам дека е во ред. Кога ме праша дали имам пари да одам во Словенија на PET scan, пошто само таму се најкомпетентни за да го кажат мислењето дали нешто има во мене или е веќе чисто. Пошто овде здравството не фундира ништо, мајка ми се нафати да ми плати да одам. Значи отидов во Словенија на PET scan и додека ги чекав резултатите. Потресена, значи последните моменти се секогаш најстрашни, кога очекуваш нешто да знаеш што и како е со тебе. Сестрата ги даваше резултатите на сите пациентки, обично прво ги даваат на тие од странство, па после ги даваат на домашните. И само го гледам еден доктор искача висок 2 метра и ми вика Наташа, да, и плачам. И он ми вика, зашто плачеш? Викам, не сум добро. Викам, мајок, добро си. Него каже, јас сам изашao да видим кој е овој феномен што ми е дошал. Ај ми сад реци колико се ти година бориш sa раком. И ја викам 6 месеци. 6 година? Јок, докторе. Вика, сестро, дај папиоловка, нек запише кад ти е оперисана. Јас му ја пишувам датата и он ми вика, не е могуче. Каже ми, Тој не веруваше дека за толку кратко време може да се случи
вакво чудо. Вакво чудо. И Како беше неговиот став во однос на тоа што кога му откри што си А пиел? докторот ме праша, каже, о, не е могуче, каже, со хемотерапија, ама каже ми сад шта си пила. И ја му викам, пила сам кречну воду и купала у соду бикарбон. И он вика, веруjem, jer само тоа прави базна средина где рак не може да живи. Така, значи неговиот став сепак не бил негативен во однос. Дури ми рече, хтео бих да ми запишеш овој рецепт, да могу ја некоме да спасим живот. И не запишев рецепт. Еден од тие медицински лица или пак доктори, стручњаци верни кои што малку поинако гледа на работите, односно зошто да не се проба. Во твојот случај тоа дефинитивно. Сакам да се навратам на тој момент, на моментот кога практично лекот сам доаѓа до тебе, затоа што претпоставувам дека во тие моменти било многу трагично сето тоа, како и за секој нормален жив човек, кога по операцијата ти соопштиле дека ти останува уште многу малку и дека нели дури хемотерапијата не се очекува да даде некои резултати. А ти си мајка на 2 деца. Какви беа тие мигови за тебе? Страшни. Дали бараше лек? Дали си реши да се бориш? Што те поттикна? Во тие моменти, значи човек кога е болен, поготово од рак, губи надеж. Значи, знам како име на болните. Значи, губиш надеж, едноставно ти е толку тешко, не си способна за ништо. Мислиш дека, кога ќе слушнеш рак, мислиш дека се е готово, завршено со тебе. Значи, во првиот месец јас не знаев дека ме чекаа да умрам, значи гледав моите колку се сплашени. Мајка ми, сестра ми, ќерка ми, значи обично женското секогаш жали, мислам повеќе, машките може жалат, но повеќе во себе. Така не покажуваат. Не покажуваат, верувам они се дека исто тврди. многу жалат. Да. Така да осетив по луѓето што одамна ги нема видено, почна да доаѓа да ме гледаат. Значи си реков месец дена бе во кревет непокретна, значи раката и ногата не ми функционира и викам, леле, Наташа, зар си готова? Зарем толку од тебе? Се беше окей додека не ми падна косата. Кога ми падна косата, тука изгубив волјата за живот. Се погледна во огледало, се викам, леле, колку сум неубава, каква бев, зошто ми е животот ваква, зар ваква ќе живеам. Плачев, ги бркав сите одцува, не сакав да ги видам, никој не ќе волни да ме гледаат ваква неубава. Сакав да умрам. И викав, оставите ме, сакам да умрам. Значи тука веќе и надежда Да, и во еден момент влага ќерка ми вика, сакаш да умреш? Ајде, обречи се, ќе идеме заедно, двете ќе умреме, ќе се фрлиме во Вардар. Тебе, ако не ти се живее, вика, и мене не ми се живее без тебе. Зашто ме роди? За да живеам без мајка? Ќе се бориш. Ќе се бориш за мене, зашто треба еден ден да ме мажиш и деца да ми чуваш. Барем јас таа желба ја имам. И кога видов како ќерка ми се тресе и плаче, тогаш си реков, ќе живеам. Живеам со тебе, ќе живеам, дочекам се тоа. Така е. Живеам. Да. Многу ми е драго што е тоа така и многу сум среќна за тебе, Наташа. Затоа сакам да им помогнам. И за твојата ќерка, 17 години има, 17. така, затоа што јас сум сигурна дека тука е таа пресвртница, можеби и тука дошло до лекот кој што требало да дојде до тебе, нели на крај да го имаме овој резултат. Ти посакувам да имаш ќерка Така е. и син. Благодарам. Да видиш што е мајчинство. Значи тоа е нешто љубов која никогаш не праја. Значи тоа е, не знам, значи врзана љубов што нема крај. Како Значи, што е и секогаш има обратно, крај. љубовта на децата кои што До мајката. ни ја ослободуваат мајката да западне во тешки мигови, дури и во најтешките моменти, буквално како што се кога ќе дознаеш дека имаш еден таков. Да не беше, она јас можеби немаше да успеам. Пошто секој утро она ми го даваше Така, лекот. ти ми откри дека таа била најупорната во најупорната. пиењето на Да. лекот. Она ми го даваше кога ќе станеше за во училиште. Она ми викаше, мамо, испи го, ако не го испиеш, јас не одам во училиште. Јас тогаш ги отворав очите, го испивав лекот и она одеше на школа и ми викаше, значи раните ми ги преврзуваше позади, значи детето беше 7 оделение, тоа е значи 13-14 години. Значи тоа се деси пред 4-5 година влагам, на 18 март ми е втори роден ден од вториот живот. Така. Четврт роден ден од вториот живот. Практично на 18 март дозна дека Се оперирав. тогаш Не, се на оперираш. 18 март се оперирав, тогаш се спасев, да. Тој го одбра датумот. Да. И значи тогаш баш пред операција и се бев во црква. Обично секогаш пред секоја операција одам во црква и се помолев. Реков, Боже, сите сме твои луѓе, значи ти не даваш, ти не взимаш. Денес како си решил да ме земеш, само имам една желба децата да ми ги исправиш на прав пат, пошто не е лесно без мајка да се живее. И
Ете, Господ ми го подари тој ден животот, ќе му бидам благодарна цел живот и затоа помагам на другите луѓе, затоа што мислам дека Така е. ете ме оставил на овој свет за да нешто правам. Барувата вода, да се навратиме на чудесниот лек кој што ти тврдиш дека е она што те извлекло и те спасило од оваа лоша ситуација за која што зборувавме. Дојде до тебе од човек од Турција, твој пријател, кому ти, како што кажемо, направи некоја добрина во минатото. Пред 9 години. Пред 9 години. Имав направено нешто за жена, но А кога тој дознал во После каква 9 ситуација си, ти го понуди ова како решение. животот е бумеранг, никогаш не знаеш кој кога ќе ти помогне. Да одиме тука во соседната просторија, односно во нашата кујна, каде што се наоѓа варот и она што е потребно за изработка, кога ти ќе ни кажеш и на кој начин практично се повели. Повели? Така. Значи, ги немаме сите Да, елементи да, значи- тука, но чисто за илустрација за оние кои што можеби ќе можат самите да се обидат во ова. Што е Значи- ова? Да почнеме од ова. Значи ова е варот. Ова е вар печена дрва, значи варот мора да е печена дрва, не било како вар. Значи сепак се работи за лек и не треба да се верува секому да се купи било како вар од пазар. Така. Значи мора да сте сигурни дека е печена дрва. Обично има највише го печат на дрва на планинските места каде што има дрва, затоа што знаеме дека дрвата се премногу скапи за некој да ги купува дрвата и да го пече. Обично најевтини се гумите, пластиките, шишињата, значи он на него му треба оган за да се Така. спече. Он е првобитно камен и после камен он станува, значи он како го се пече 24 сати, Станува он вар. станува вар. И Така. за ако е печен на гума и на пластика, он е канцероген и тоа е штетно. Значи мора да е печен на дрва за да биде лековит. Така. Добиваме сега. негасена вар. Да, така. ова е негасена вар од која јас ја набавувам. Ми ја печат луѓето на дрва и тоа е планинско огромно село каде што си одам јас 2 дена, така да таму си седам, се преноќувам, си ги пулнам батериите и си ја гледам со своји очи варот на што се пече. Така. Дури имам и снимено, само треба да го Штета, да, што го не пуштам. бевме подготвени да го видиме тоа, но во ред, доволно е и вака. Имаме парче негасена вар. Колкаво треба да биде парчето за Па подготовка? пола кило. Половина Значи, килограм. половина килограм. Тоа е треба да отприлика биде ова. парчето, ова е Да. половина килограм. Значи куцкава. Што правиме Се со него? крши. Он е обично и поголем, има со чеканче за месо се крши варот. Така. Да, и си го мериш. Потоа Значи се ни става треба во тенџере. тенџере, ни треба тенџере, значи ова е не вакво тенџере, значи ова е од поновите тенџериња. Значи ни треба чингано тенџере, тоа е тенџерињата што правевме по ранаевар. Така. Или старите што ги употребува и за сладко и за се дури и јаде во такви чингени тањери затоа што се многу поздрави него овие сега. Овие тефлонски. Да, надам се затоа дека е што тефлон, да, затоа што вика дека се дури и штетни. Така. Но обично старото изумира, не би требало да изумира. Очигледно според ова Затоа што вие го велите, Да, барем затоа што дефинитивно сме варовата, сигурни значи дека е така. во варот се користело порано и за сладко. Така. Значи го користеле старите Да, за тоа сакам да те прашам, значи не е отровен. Не. Велиш дека варот не е отровен затоа што веќе е во употреба во исхраната. На кој начин се употребува? Кои се твоите сознанија? Значи јас знам дека во старо време го потребувале повеќе варот, затоа што баба ми кога јас сум од Овчеполскиот крај, кога колевме јагне, она секогаш кембето го ставаше во вар. Јас ја прашував зашо баба во кисело млеко? Не е баба, не е вика ова кисело млеко, ова е вар. И ова е единственото нешто што може да го исчисти шкембето од сите тие отровни материи што се состојат во шкембето, нечисти материи. И кога ќе го извадеше, стануваше крем бело, убаво, чисто, значи како да не било употребено шкембето воопшто. И тогаш го готвеш. Значи исто и сладкото од смокви. Значи зелените смокви содржат отровно млеко, така ги гасат во варова вода, отровното млеко им искача, смоквата останува иста, здрава и права, каква што се ставил, и го правиш сладкото. Значи неговата функција е да ги отстранува Да. токсините, практично, да. Јас имам прочитано во литературата дека киселината не се гаси, практично тоа е хемија, тоа е нормално. И токсините, односно труењето со киселина се лекува токму со испивање на големи количини вода од негасена вар или пак како варова вода, што значи дека ако е дозволено во таква ситуација, веројатно е дозволено и во ваква да се консумира, зборам од медицински аспект, но да не зборуваме во име на докторите. Ние само во наше, односно вие во ваше.
Како понатаму се зема значи половина килограм вар, негасена вар и едно Се тенџере става во од чингено тенџере, 5 литра вода. 5 литра вода. Полека се става водата затоа што Не, водата се става прва во тенџерето, па после варот се спушта додава. во него. Добро. И он малце зоврива, значи има некоја реакција, као да врие само од себе, и кој ќе почне да се растопува грудката, се промешува со дрвена лажица и се остава да стои 12 часа. Така. После 12 часа се процедува преку газа. И сега најубаво е во стаклени шишиња ги тегли, но може и во пластични од вода, пошто ако се стави во шиша од сок или од ништо друго, она е копа миризвата, значи пластиката. Така да е најпогодно да се стави во шишиња од вода. 100 милилитри се пие дневно? 200. 200 милилитри се пие дневно. Јас го пиев со јогурче, значи во чашите од пиво 330 ставав пола чаша варова вода, пола јогурт и го мешав, го пиев, пошто има малце блјанта вкус, не е ништо убаво за пиење, но јас себе не можам да пијам ни алоe вера, не можам да пијам шумеџи таблети, значи јас сум гадлив човек што не можам да успеа пијам. ова да го Да, консумираш? со јогурт, да. Значи 200 милилитри дневно секое утро. Секој утро. До На излекување. гладно срце, 3 сати после тоа не треба да се јаде, што е најбитно за да може на чисто да го чисти. Значи варовата вода треба да го чисти телото од сите токсини. 3 сати не треба да се јаде, треба да е на гладно. И шеќерот не сме да се употребува никако додека е човекот болен од рак, затоа што шеќерот највише го хранува ракот. Се јадев нормално, Тоа е тоа. И бањањето во вода со сода Да, бикарбонат? во када ставав топла вода и пола кило сода бикарбона и треба саат време да се лежи во незе, значи кога се залади малце водата се пушта пак вруќа, за да не биде во иста, што може некој да свати дека може да му се излади водата па да настине, значи се става топла вода, пола кило сода бикарбона и саат време да лежи во незе. Доколку почнува да му се изладува водата, се пушта пак топла, значи се отвараат порите на кожата, на телото и содата бикарбона го чисти тоа. Значи телото од надвор, содата го чисти, а варовата вода го чисти телото од натре. И тука И тоа ти е од турчинот, од господинот, од пријателот, и тој ти го препорача и тоа како лек. Сосема за крај, освен што ти помогна тебе, ти велиш дека варовата вода им помогна веќе и на други луѓе во Македонија. Веќе имам, значи 60 и кусор луѓе спасено, од кои неколку деца. Значи имам Радовиш, последниот ми од Битола, значи едното веќе ми се омажи во Австралија, така да многу ми е драго што веќе има во голем број. Овој податок мене посебно ме изненади затоа што јас некако верував дека силата на волјата и силата на твојата ќерка се заслужени за твоето излекување, но очигледно има нешто што Морам да кажам дека секој човек што е болен од рак мора да има волја и мора да се бори за некого. Значи за нешто, мора да има некој мотив во животот да се бори, да се избори. Мојот мотив беше мојата ќерка. Се надевам дека сите болни луѓе имаат по некој мотив и се надевам дека сите ќе се изборат и барем ќе ме видат каква сум јас да станат и они. Така. Наташа, прекрасни зборови, ти си подготвена и да помогнеш на оние кои што сега не гледаат и би сакале да стапат во контакт со тебе. Ние ќе го оставиме твојот контакт на пријавница, односно на телефонската централа на ТВ Сител. Јас ти посакувам секое добро во животот и да помогнеш уште на многу луѓе и да бидеш одличен пример и за нашите гледачи утринава во твојата волја, сила и да успеат. Благодарам што ме поканивте. Благодарам што ме поканивте, така да не е проблем на секој што му треба помош. Јас сум тука слободна.